Здраво, ова е 52-то издание на Видеологија со Златко Јелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Фокстрот на Самуел Маус, во кој станува збор за родители кои мораат да се соочат со страшните последици од случувањата на воената база на која е стациониран нивниот син. Иако чиновите на филмот не се јасно раздвоени со помош на Кајрони, на прв поглед може да забележиме дека делото е структурирано во три наративни целини, кои се предводени од три различни ликови, односно првиот од страна на таткото Михаел, вториот од синот Јонатан и третиот од мајката Дафне. Филмот јасно ја потенцира баналноста на војната со тоа што животите на нејзините учесници се неизбежна колатерална штета, жртви со кои постојано се подхранува нејзината жет за невина крв, под изговор на национализам во израелско-палестинскиот воен конфликт. Императив на филмот е неапологетски да ги потенцира неприкладните практики на армијата во поглед на залудното губење на животите, од протоколот за погреби до отстранувањето на доказите за свирепото убиство. На површината на Фокстрот е забележлив кошмарот на секој родител, неизмерната тегоба од губитокот на животот на собственото дете. Во првиот чин ја евидентираме агонијата на родителот кој поминува низ вртлог на јадови, се самоказнува и бара начин да се справи со новонастанатата ситуација, затоа што никој родител не треба да дојде до апсурдот да го организира погребот на синот, престојувајќи во неговата соба помеѓу зидовите со неисполнети стремежи, слушајќи го гласот на говорните пораки, додека не настане парадоксалната грешка. Во вториот чин гледаме деца со пушки на воена база, кои немаат видено акција надвор од видеоигрите, повремено посетени се од пустинските камели, постепено давејќи се во кал, танцувајќи од досада во прегратката на смртоносните играчки, или пак мерејќи го времето на тонење на накривената приколка. Мора некаде да избие на собраната фрустрација на обичните и нормални момци во ненормална ситуација, кои не знаат за што се борат, но како и сите други врсници сакаат да се забавуваат, да слушаат метал, да цртаат стрипови, да се дружат, заљубуваат и повремено да фантазираат за Памела Андерсон. Нивните животи се менуваат во непресметлив момент, кој каузално изнудува соодветна афективна реакција, затоа што децата кои убиваат деца и припаѓаат на војната, заљубувајќи се на прв и последен поглед пред суровото лице на поетската правда. Во третиот чин ја забележуваме агонијата на мајката и раните од фрактурата на семејството по настанот, додека испарува детскиот мирис од собата како што детерира споменот за него од мислите, соопштувајќи ја параболата од негодувањето за неговото раѓање, преку радувањето за самата рожба, до одземањето од страна на смртта. Таа ја изнесува незината теорија дека Бог ги казнува за реакцијата на лажната тревога, предизвикувајќи ја неговата судбина, оставајќи само горчина во нивните усти еден за друг, со немоќ да се промени минатото на кое недоброволно му робуваат. Фокстрот е танц на човекот со собствената судбина, кој покрај сите варијации завршува на почетната позиција, истакнувајќи филозофската нишка која го крепи филмот за заробени ликови, кои ги повторуваат истите постапки и завршуваат на истото место. Овој филм, како и претходниот воен филм на Самуел Маус Ливан, од пред речиси една деценија, ги хуманизира луѓето од двете страни на нишанот. Создавањето на Фокстрот е инспирирано од терористички напад врз автобусот на ќерката на режисерот. Маус во овој филм милува камерата да ја постави под прав агол врз ликовите и изнуди не птичја, туку божја перспектива, давајќи му доволна дистанца на гледачот за непречено да ги донесе неговите судови. Како и во Ливан, така и во овој филм, ликовите успешно ги држи како заложници на кадрите, со повремени изблици на хумор за балансирање на маките. Сентименталната музика, постигната со продорната виолина, соодветна ја подхранува болката во молчеливите сцени во кои актерите го гестикулираат незиното манифестирање. Долгогодишниот соработник со Маус, кинематографот Гиора Бејач, аналогно на наративното фрагментирање, создава засебно кадрирање и прекрасна визуализација која ги отсликува емоционалните карактеристики на ликовите кои ги предводат самите сегменти. На тој начин татковиот пролог е калкулиран, прецизен и одмерен, составен од долги кадри одпочнати со воведниот, кои ја пресликуваат неговата тага од соопштената непогодна вест.
Во кулминативниот, речиси надреален сегмент на синот, камерата левитира над флуидноста на кадрите снимени од кран, доловувајќи го имагинарниот свет на мечтателот, небар се наоѓа во некоја собствена вонвременска галаксија, а сегментот на мајката користи топли зелено-сини нијанси, делумно снимени од рака. Неговата фотографија стои иззад уште еден исклучително успешен израелски филм, Big Bad Wolves, филм во кој учествуваа актерите кои се родители во Фокстрот. Не негирам дека љубовниот епилог е благо трогателен за загуба од овие пропорции и му недостасува радикално финале кое ќе го издвои од прологот, небаре сите стилистички куршуми ги има потрошено маос пред самиот крај, но емоциите веќе еднаш се залудно исцедени, така што губењето на партијата со судбината ги изместува фигурите од шаковската табла и нивните заемни односи, со тоа лимитирајќи ги нивните потези за одигрување. Во време кога е популарно неоправдано да се хејта за да се величи сопственото его, сметам дека овој филм има естетски панцир кој не го пробива ниту еден бегол куршум истрелан од љубомора. Не мора да чекаме една деценија за нов филм Самуел, нели? Фокстрот играше во Венеција, Торонто, Лондон, Санденс, Ротердам, кандидат беше на Израел за Оскар, влезе во топ 10, но не и во најдобрите 5, иако тематизираше слични губитоци како Лавлес, а претходно успеа да ја земе наградата од жирито во Венеција. Ако е важно да се предаде артефакт на следното поколение со аманет, тогаш филмот на гледачите им посочува да ја согледаат баналноста и абсурдноста на војната, да го прикаже непотребното страдање низ кое поминуваат во животот, па тие самите нека си толкуваат кој е булдожерот, а кој е подигнатиот автомобил во сликата. Ако морам да го евалуирам, тогаш Фокстрот од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 52-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!